Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Ние и денес го следиме председателот на САД на неговата екстензивна турнеја низ Азија. Денес е во Индонезија, држава што долго го чека, од повеќе причини. Председателот ја отвори посетата на Индонезија со понуда за помош по неодамнешните природни катастрофи и ветување за сеопфатно партнерство со државата со најбројно муслиманско население. Стотици излегоа на улиците на дожд да го поздрават Обама во државата во којато е минал 4 години од своето детство. На заедничка пресконференција со председателот Сусило Бамбанг Јудхојоно, Обама кажа дека САД ќе стојат до Индонезија во добри и во лоши времења, што е референца на неодамнешните цунами и вулканска ерупција, што може и да ја скрати неговата и онака куса посета. А од другите вести, поранешниот председател на САД, Џорџ В. Буш, кажа дека се уште има болно чувство заради неуспехот да најде оружје за масовно уништување во Ирак, што беше негово најголемо оправдување за инвазијата предводена од САД, со која беше соборен од власт Садам Хусейн. Буш зборува за ирачката војна и други контроверзни моменти од неговото председателствување во неговата книга Decision Points, што денеска се појави во книжарниците низ САД. Во интервју за NBC телевизијата за промоција на книгата, поранешниот председател рече дека одлуката за инвазија била исправна и дека не чувствува дека треба да се извини. Тој призна грешки за време на одговорот на неговата влада на ураганот Катрина што го опустоши Њу Орлеанс. Позната реченица во САД е дека председателските избори започнуваат на денот по конгресните избори на половина мандат. Тие избори завршија и сега сите очи се свртени кон председателската трка 2012-та. Како таа трка се формира, ке зборуваме о приложение. Председателот е добар на кампања. Беше во свој елемент за време на конгресните избори. 2 години подоцна ќе треба истото да го направи за себе, ако сака да ја задржи работата. Подобро да се моли економијата да се подобри, и тоа брзо. Политичкиот аналитичар Лари Сабато вели дека лошата економија лошо влијае на шансите на председателот за втор мандат. Особено не со помалку сојузници во Конгресот. Рид Вилсон, уредник на интернет страницата на списанието National Journal Hotline, смета поинако. Секогаш е добро кога еден председател ќе може да води кампања против нешто. Друг вариабилен фактор за предстојните председателски избори е движењето Tea Party. Поранешната кандидатка за подпредседател во 2008, Сара Пејлин, има голема поддршка од ова движење. Ако нема друг за таа работа, јас можам да го сторам тоа. И покрај незината популарност, Рид Вилсон вели да се сака политиката на Пејлин не е исто со желбата таа да ја води државата. Сара Пејлин нема изградено тим, подобен за една председателска трка, но Мит Ромни има таков тим и други. Актуелните настани често пати ја обликуваат, а понекогаш и изобличуваат председателската политика, економијата, војната, тероризмот, непознатото. Майкл Френк од фондацијата Heritage вели. Се уште не знаеме какви вештини гласачите ќе наметнат како предуслов за подобар председателски кандидат. Трката за председател во САД може да почне и пред крајот на оваа година. Германската канцеларка Ангела Меркел неодамна привлече внимание со изјавата дека мултикултурализмот не успел во Германија. Ова е скршнување од незината претходна либерална позиција во однос на имиграцијата, што ја стави во расчекор со поконзервативното крило на партијата. Тоа ја стави пак на иста линија со Тило Сарацин, поранешен член на Бундесбанк, чија книга за тоа како неуспехот на многу од германските имигранти да се интегрираат стана бестселер. Што прави Германија за поттикнување на интеграцијата од следниот прилог? Германската канцеларка Ангела Меркел запрепасти многумина со изјавата. Мултикултурниот приод дека живееме среќни едни со други пропадна, целосно пропадна. Оваа забелешка е на линија на она што го тврди Тило Сарацин, поранешен банкарски представник, опозиционен политичар и автор.
Економските и културни проблеми на интеграцијата на имигрантите од исламски држави има сеопфатно негативно влијание на економските општествени текови на европските земји што ги прифаќаат. Во ново објавена книга на оваа тема, Сарацин тврди дека имигрантите не придонесуваат во општеството, а тоа на многу германци им се допадна. Огромен бестселер е, луѓето ја разграбуваат од првиот ден. Дмитрий Белински е љубопитен. Извадоците беа провокативни. Не му верувам многу, но сакам да го видам тоа во контекст. Исмаил Карајуз живее во Берлин од дете. Има локален бизнис, зборува германски, плаќа даноци, но вели турчине и не се чувствува германец. Општеството не ме прифати како германец, но јас сум дел од општеството. Живеам овде. Германските официјални лица велат дека некои имигранти не прават обид ни да научат германски. Тие сега предлагаат контрамерка – губење на бенефициите. Канцеларката Меркел зборуваше за имиграцијата на неодамнешната средба со нејзиниот турски колега. И покрај зборовите за пропаднат мултикултурализам, таа не кажа дека е против имиграцијата, туку дека сака само подобра интеграција во германското општество. Дали е знак дека Германија се движи во таа насока или коинциденцијата на разговорите со светското фудбалско првенство, зашто половина од играчите на националниот германски тим има имигрантски корени, а најголемата звезда е етнички турчин, роден во Германија, останува времето да покаже. 24.100. Тоа е цифрата на имигранти што Британија е расположена да прими секоја година. Долгата традиција на отвореност спрема етничкиот диверзитет во април ќе стане мината. Утре во Newsflash. Имиграцијата во Британија е најголем придонесувач на растот на популацијата во земјата. Не по волја на британците. За новата политика гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.